Следниот прилог е посветен на книгата македонски снајперист од Андон Карлов Поп Чотров и е посветен на нашата татковина Македонија. Патриотите се познаваат по делата, а не само по нивните зборови. А следниве минути зборуваме со еден вистински и голем патриот, кој татковината ја стави пред самиот себе си. Дозволете пред да го започнам разговорот со авторот на оваа книга, која е вистинито сведоштво за работите што и се случуваа на нашата татковина, да прочитам збор 2 за него и за неговиот живот. Андон Карлос Поп Чотров за себе вели: израсна во богата фамилија. Мајка ми секретарка во основното училиште Маршал Тито Струмица. Татко ми благајник во Треска Струмица. Дипломирав на факултет за биотехнички науки, Виша земјоделска школа. Бурен живот, исполнет со авантури и учесник во повеќе војни. Учесник во војната во Македонија како снајперист од 13 февруари 2001 година до крајот на 2003 година. Лице со инвалидитет од 2017 година како последица на тешка повреда. Некои моменти ги паметам, некои не ги заборамам, вели Андон Карлос Поп Чотров. Добро утро. Добро утро. Иренче, ви благодарам што ме повикавте како гостен во вашата емисија. И се надам дека увек се дружиме. Би сакал да ја запознаем пошироката јавност со мојата книга. Ова е вистината за 2001 година. Оваа книга е напишана за сите што бевме горе 2001 година, сите што бевме горе, сите бевме херои. Ова не е само за нашата група што бевме од Струмица, што е опишана во книгата, него за сите херои, учесници во одбраната на татковината. Оваа книга е исто така напишана со цел да биде како прирачник на младите, како се сака, како се почитува и како се брани татковината. Борец сум за да се воведе воениот рок во Македонија, мора да се воведе воениот рок во Македонија, ако сакаме да имаме здрава младина и вистински борци, што се вика, за одбрана на татковината. Во оваа книга ги спомнувам и сите оние кои веќе не се со нас, другарите кои што загина, кои што ги изгубивме. И многу пати велам, некои дадоа се, некои дадоа делови од своите тела, некои преживеавме и ете, пак сме спремни да бидеме оно што бевме 2001 година. Ако затребе, на еден клик од председателот на нашата држава, од нашите предпоставени, ние пак ќе бидеме горе кај што треба да бидеме. Андон, ова е всушност второ издание на книгата Македонски снајперист и ова е едно сведоштво и еден документ за многу работи кои што се случија, работи за кои што многумина сакаат да бидат слепи и глуви. Но тука тие работи се опишани. Која беше вашата мотивација, сето она што вие лично го доживеавте, се разбира заедно со вашите соборци, со останатите храбри македонци и патриоти, што сакате да порачате на сите, на цела онаа читателска публика која ќе ја земе книгата во своји раце и ќе пројави интерес и желба да ги прочита овие вистинити факти и вистинити настани за кои што вие сведочите? Секој што ќе ја прочита оваа книга, јас верувам дека оваа книга ќе остави трага кај него, ќе остане длабоко врежена во сеќавањето за оваа книга. Оваа книга исто така е посветувам и на мојот син. И убаво му реков и напишав овдека во книгата. Сине, не се плаши од смртта, кога е во прашање татковината. Чекори по моите траги, оди по моите траги, меѓутоа оставај и ти своји траги. И сега кој како ќе ме разбере. Каков треба да биде, Андон, секој
македонец? Што е тоа што треба да го чувствува во срцето секој од нас, за да ја сочуваме, да ја браниме и да придонесеме да ни биде вековита нашава Македонија? Прво треба да биде македонец. Второ, треба да си ја сака татковината, треба да си ја почитава татковината и секој македонец треба да знае дека името Македонија е многу големо. Ние и самите не сме свесни колку е големо нашето име Македонија. Ова е библијска земја. Не случајно во Библијата е опишана само Македонија. Зошто ги нема другите држави? Зошто има само Македонија? Меѓутоа, политичарите, да кажам, некои ја уништија, ни го одзедоа, значи правото на она што сме, не направија да бидеме она што не сме. Али сепак верувам дека голем дел од нашите, од македонците, значи си ја сакаат татковината и се борат за ова татковина и ќе дадат се за неа. Ние бевме една генерација која што 2001 година значи го дадовме придонесот за одбраната на татковината. Меѓутоа сум сигурен дека и наредните генерации сега овие што се и они пак ако треба ќе го дадат придонесот за одбраната на оваа татковина. Тоа не е во генот. Ние сме потомци на Александар Македонски. Тоа го докажавме 1000 пати во сите војни. Штета што ова сегашната Европа, фактички таа иста Европа не подели 1913 година. Кој бе 1913 година? Се знаеш, Аустро-Унгарска, Франција, Англија, Германија. Тие не поделија. Тие пак сега не делат. Тие пак сега не буквално не понижуваат. Не го одзедува чувството кои сме и што сме. Народот некако се повлече, се исплашени, затоа што ова претходната власт што беше, значи едноставно втера страв кај луѓето. Притварање, затварање, претреси. Сите што бевме 2001 година доживеавме, значи такви трауми доживеавме не од војната. Трауми доживеавме после војната. Никаде не се наведе дека се води војна во Македонија. Секаде беше, значи во војните книшки не пишуваше војна вежба. Она што сакам да го напоменеме, Андон, дека оваа книга не е само книга која што зборува за патриотизмот, туку е книга која содржи и многу потресни податоци, потресни сцени, пак ја нагласиме вистините, што значи дека е наменета за возрастна публика читателска над 18 години. Над 18 години, затоа и пишуваше во првото издание, значи книга за 18+. Во книгата, значи, не само што има стресни ситуации, меѓутоа има и интересни, комични ситуации, има, значи, фактички ова група што бевме, значи, не вика психоделение, не вика психоделение, затоа што Тоа во позитивна смисла, во смисла на храбри луѓе. На храбри луѓе затоа што ние влегувавме онаму кај што паметен човек не би влегол. Меѓутоа нашите, значи, што беа предпоставени, не знаја веќе уште кога отидовме на криволак на вежба, значи кога ги покажавме нашите способности, знаеа кои сме, што сме. Најинтересно ми беше Коце Веселинов, ќе го спомнам сега, пријател ми, тој ни беше водник. Кога нашата екипа не доделија тој да ни биде како, значи, предпоставен како командир и се фати за главата човекот. Леле, Господе Боже, што сум ти сгрешил? И сите го гледаме. Зошто? Па каде бре, вика, овие старци ми ги дадовте мене? А не знаеше дека фактички, еве, ќе кажам, Мите Маглешов, тој беше уметник, меѓутоа имаше, значи, такво прецизно око за хаубичар, значи, прекрасен хаубичар, Зоки Јапан. Тој беше, значи, исто еден со борилачки вештини, добро оспособен војник. Сите, значи, и Мана, и Александар Карадачки, и Ристо Бјадов, да не ги напоменам сега сите, значи, Бог да опрости Рапуш и он си почина.
Роберто од Добрејци, Мицко од Добрејци, сите се опишани тие луѓе, сите се опишани во книгата. Значи тоа бевме една група бевме кои што докажавме дека сите фактички што бевме служеле во ЈНА, во Југословенската народна армија, што бевме војници, ова 2001 година се покажавме како најдобри војници, се покажавме како најпослушни и најдобри војници. Живко Заев, тој не беше како во касарната, не беше како психички не припремаше човекот и почна да ни збори, ова ве чека, шефе, ние имаме поминало и сурово. Значи, ние знаеме што не чека. Затоа нему се секирај, само дај побрзо да тргнеме, да се качеме горе кај што треба и да се го дадеме нашиот придонес за ова држава, за нашата татковина. Сите овие тешки, стресни моменти и ситуации, но и тие убави моменти кога сте си разменувале шеги, кога сте се смеели, кога сте се бодреле и храбреле еден со друг, може секој што сака да ги прочита во книгата Македонски снайперист. Ви одлучивте ние да подариме и на неколку наши гледачи примероци од книгата, што ќе се јават во студио, но за оние што нема да се јават. Каде може, Андон, да ја најдат книгата, да ја купат и да ја прочитаат? Книгата во Битола, значи ја имам во Букхаус книжарницата, имаме промоција на мојата книга, некни баш во сабот имаме промоција. И може значи таму да ја најдат книгата или може да ме побарат значи на телефонскиот број 075 278 955 и на мојот број да ми се јават, значи или да ми пишат порака, значи да им ја пратам по карго книгата. Македонија треба да биде горда што родила вакви луѓе и вакви синови како вас и како вашите останати соборци, а од нас една топла препорака до секој кој што се ја сака нашава земја, да ја најде книгата, да ја прочита и да ги пренесе сите овие приказни до сите останати. Андон, ми беше исклучителна чест и задоволство да седам до еден ваков храбар македонски снайперист и горд македонец. Ви благодарам. Сега веднаш да ти ја потпишам книгата со мој подпис, да ти ја поклонам книгата, да ја имаш и знам дека ќе те остане длабоко во сеќавање. Верувам дека и на сите оние што ќе ја прочитаат ќе им биде во длабоко сеќавање и дека ете неколкумина наши гледачи што веднаш после овој прилог ќе се јават во студио, ќе може да ги подигнат книгите од телевизија Алфа, останатите, како што споменавте вие, да ве контактират или да ја купат во Букстор книжарницата во Битола. Промоцијата што беше значи во сабота во Битола, во Букхаус книжарницата, Букхаус книжарницата излезе и како донатор, значи како помош за децата со хендикеп од Битола. Значи нашите книги што се продадаа таа вечер беа како донација за овие деца со посебни потреби. Благодарам уште еднаш на разговорот, на примерокот од книгата и на можноста нашите гледачи да ја добијат и да ја прочитат. Благодарам и јас на вас и поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Ова е навистина прекрасна телевизија и да сте ми живи и здрави сите.